Сакам да ја информирам домашната и меѓународна јавност дека техничкиот премиер Оливер Спасовски продолжува да го попречува функционирањето на техничката влада. А со последните случувања во соработка со дел од стручните служби во владата, направи и кривично дело, фалсификување на службена исправа и злоупотреба на службена положба и овластување. Имено, на седницата на владата што се одржа во саботата на 15 февруари, последно на гласање беше ставена точката за поништување на 5 решенија донесени од моја страна за распоредување на вработени во Министерството за внатрешни работи. Со мнозинство гласови, владата во 10 минути пред полноќ, значи во 23:50, го усвои предлогот да се поништат 5 решенија. Значи, повторувам, само 5 решенија, за што постои записник, односно стенограм. Нејасно е како оваа одлука, експресно во координација со дел од службата во владата и со одобрување од Оливер Спасовски, е објавена во службен весник број 41, токму од истиот ден 15.2.2020 година, каде покрај 5 решенија чие поништување беше изгласано, се најдоа дополнителни 124 решенија за распоредување и една наредба за извршување на работа и работни задачи. Овие решенија воопшто не биле предмет на разгледување на членовите на владата, ниту е донесена одлука за нивно поништување. Имајќи предвид дека ситуацијата налага итно преземање на действија со цел да се спречи бришење, уништување или прикривање на докази, го повикувам основното јавно обвинителство да преземе действија за обезбедување на доказите и да спроведе истрага. Во спротивно ќе биде директно одговорно за неказнетото фалсификување на оваа одлука на владата. Сакам да ја искористам оваа прилика и да упатам апел до вработените во владата, кои се одобрување и понасоки на Оливер Спасовски веќе го прекршиле законот, да се воздржат од дополнителни действија со кои ќе се обидат да ги уништат или менуваат доказите и ќе влијаат на понатамошно откривање на кривичните дела. Истовремено ја повикувам владата да се воздржи од идни активности во насока на мешање во ингеренциите на и независноста на Министерството за внатрешни работи и директно влијание врз избирачкото право на граѓаните и изборниот процес. Со цел смирување на тензиите, иако знаеме дека одлуката на влада не е во насока, дека нема ингеренција владата да укинува индивидуални правни акти, односно решенија, јас со цел избегнување на тензии им кажав на колегите да се вратат на старите работни места. Поентата на оваа влада е да предизвика хаос во Министерството за внатрешни работи и да предизвика одредени инциденти помеѓу самите вработени. Во текот на денешниот ден ние ќе издадеме нови акти, наредби, со кои што луѓето кои што јас сум ги назначил, а кои што се во согласно со оноа што како согласно законот за влада ми е дадено како право да назначам 10%, значи ќе бидат вратени на старите работни места.